За разлика од тоа што се случувало надвор од протестантската мисија, внатре во неа почнал масовно да се користи народниот јазик на населението. Верската структура едноставно на православната црква, која што била доминантна, и на исламот, кои што биле двете главни верски заедници во Македонија, работеле во главном по директива на Цариградската патриаршија и на отоманската власт против националните интереси на македонците. И можеме да читаме за многу сериозни обиди уште од средината на 19 век на разни македонски мислители, револуционери, па и на цели македонски општини, кои што се обидувале да се спротивстават и да ја бойкотираат посебно оваа грчка пропаганда која што се вршела врз населението преку налагањето на литургискиот јазик, преку структурата и власта на црквата. Веројатно најпознати од нив се нели протестите на Кукушката општина и на 6 македонски општини кои што подоцна се решаваат и да истапат од православната црква, но имало и други слични такви. Например, помалку познат детал е дека едно време штипјаните се решиле во цел град да не го изговараат името на митрополитот во знак на протест, да го бойкотираат, затоа што бил соучесник во ширење на грчката пропаганда преку црквата во тоа време. Не станаме толку од турците, колку од грците, бугарите и србите. Велејќи во продолжение дека треба да се обединиме и да отфрлиме странската власт, да се отфрлат дури и патриаршијата и екзархијата. И то боле до Теодоси Бологанов, ако малку знаете за неговата историја и биографија, ќе знаете дека набрзо тој преземал и лична акција за ова да се случи, упатувајќи писма до англиканската, до протестантската црква во Германија и до римокатоличката црква во Ватикан. И врз основа на тоа, на 1 декември 1891 година бил расчинат и пратен во Пловдив. Значи, тргнат од Македонија да не може да учествува во креирањето на побуна против ваквите случувања на македонско тло. Наспроти овие вакви случувања кои што се случувале од трите главни страни кои што доминирале во Македонија во тоа време, отоманската власт, грчката патриаршија и бугарската екзархија, протестантската мисија имала за цел да го негува и да го охрабрува македонскиот засебен идентитет. Јас наредав додека ја проучував оваа тема една интересна теза која што ја промовираат македонските историчари за време на социјализмот. И тезата е посебно интересна бидејќи гласи буквално вака: протестантската мисија не делувала ретроградно врз будење на македонската национална свест. Колку и од историските книги да прочитате од посебно напишани во социјалистичкиот период, ќе налетате на една слична ваква интерпретација, дека протестантската мисија не делувала ретроградно врз освестувањето или будењето на македонската национална свест. Да ве прашам вас, што мислите, ако не се делува ретроградно, што тоа всушност значи? Дека не се уназадувало правото на македонецот, туку напротив, дека и се оспособувало или се размислувало прогресивно за културниот и национален идентитет на населението во кое што протестантската мисија служела. Некои од работите на кои што протестантската мисија придонела за да се менуваат во Македонија биле посебно значајни училиштата. Протестантската мисија ги отворила некои од првите училишта на територија на Македонија на народен јазик. Можете да замислите колку било тоа скапоцено и вредно во време кога била наметнат турскиот и грчкиот јазик на територијата на Македонија. За разлика од патриаршијата која што го форсирала грчкиот јазик во нивните училишта и јазик како јазик на литургијата и на книжевноста, во протестантските цркви и во протестантските училишта се изучувал и се говорил народниот словенски македонски јазик. Некои од значајните училишта што биле отворени во времето на протестантската мисија од тоа време биле училиштата во Битола, женското гимназија во Битола, како и домот за деца без родители. Отворени се протестантски училишта и во Солун, во Пловдив, а особено значајно за револуционерната мисла на македонското подрачје било Железарското училиште во Самоков.
Овие училишта станале центри каде што се развивала револуционерната мисла и кои што биле и места каде што се напредувал македонскиот идентитет и култура. И така овие училишни центри станале на некој начин, можеме да кажеме, катализатори за развој на македонскиот идентитет. Малку познат факт, например, има многу вакви факти, но еве чисто да споделам некои илустрации, дека првата театарска представа на македонски јазик била изведена во Битолската женска гимназија од страна на учителите во гимназијата во 1883 година. Првата театарска представа на македонски јазик, за која што извештаите од новинарите од тоа време, дури во бугарските вестници пишува дека театарската представа се одвивала на македонски јазик. И на ваков начин овие училишта всушност придонеле, вклучувајќи ги тука, нели се разбира, и црквите кои што биле создадени во бројни места. Може да ги видите овде на видеобимот позади мене местата каде што протестантската мисија основала некои од првите заедници во Банско, во Радлов, во Битола, Радовиш, Раклиш, Мороспитово, Муртино, Колешино, Солун, Кукуш, Горни и Долни Тодорак, Воден, Драма, Енидже, Вардарско или денешна Јаница. И на таков начин овие цркви и протестантски училишта во тоа време успевале да придонесат за народниот јазик и култура да се развива. Освен тоа, во протестантските училишта биле формирани некои од првите револуционерни кружоци. Веројатно знаете за историјата на ТМРО и на ВМРО, дека организацијата работела преку тоа што се формирале тајни кружоци кои што ја организирале работата на самата организација. Имаме прецизни историски показатели дека во овие протестантски училишта се формирале некои од првите револуционерни кружоци, кои што служеле како регрутни центри за четите, кои што служеле како еден вид на извршна команда, преку нив се добивале упатствата за што да се прави понатаму. А посебно ви спомнав дека протестантското железарско училиште во Самоков одиграло значајна улога во ова. Тоа училиште било често посетувано лично од Јане Сандански и од неговата чета и од раководството на четите на Јане Сандански. А можеме да читаме и дека во тоа училиште одредено време предавал и Владимир Даскалов, еден од видните рани пастори на протестантските цркви во Радовиш и Струмица, кој е и роднина на македонскиот револуционер Добри Даскалов. Значи, првата работа која што мислам дека протестантизмот ја придонел во време на револуционерното освестување на македонскиот народ било тоа што се овозможило на народен јазик да се образува човек, се формирале центри и цркви преку кои што можеле луѓето да го изразат својот културен идентитет и да напредуваат во својата свест. Имаме исто така и доста историски показатели дека некои видни протестанти учествувале во револуционерната борба, дури во највисоките раководни тела на организацијата. Например, посебно тоа можеме да го видиме во четите на Јане Сандански, пиринскиот цар, како што е познат. И за неговата чета читаме дека дури двајца од четворицата негови раководни војводи во неговите чети биле протестанти и одиграле особено значајна улога. Веројатно знаете дека Јане Сандански бил клучната фигура која што на еден спреткарошки начин да душе го обезбедил финансирањето на Илинденското востание, без кој што не би можело тоа да се одвие. И дека успеал на тој начин исто така да го сврти и светското внимание на проблемот што се случува во Македонија. Посебно околу тој настан, верувам дека е многу пишувано, нели настанот кога четите на Јане Сандански ја киднапираат американската протестантска мисионерка мис Елен Стоун. Но интересни се деталите околу како се планирал тој настан, дека Јане Сандански во неговата книга спомените на Јане Сандански можеме да прочитаме дека настанот се планирал во соработка или во знаење со протестантските управители на неговите чети. Дури имаме еден вид на советување кое што тие го правеле со протестантите во четата. Например, нивна прва цел била првично да го киднапираат доктор Хаус, кој што бил председател на протестантската мисија, кој што се наоѓал во Солун. Меѓутоа, добиле поверување дека ќе биде прилично тешко да се изведе тоа доктор Хаус да го однесе во Банско и дека тука во околината се движи една американска мисионерка по име Мис Стоун и дека можат со неа да направат нешто.
но се разбира под стрикни упатства да не се повреди и не се нанесе никаква физичка штета на мисионерката. Верувам дека знаете и тоа во македонската историја е овековечено, дека четата на Јане Сандовски безпрекорно се грижела за мис Том и за нејзината придружничка Катерина Цилка, која што била во поодмината бременост и која што морала таму нели и да се породи. Друга видна фигура која што одиграла значајно мислење во значајна улога во целиот Тиквешки регион е фигурата на Добри Даскалов. Еден од најистакнатите револуционери кој бил роден во Кавадарци во 1822 година. Татко му бил пастор, а тој самиот бил образован во Железарското протестантско училиште во Самоков. И таму во тоа училиште, во Железарското училиште, станува дел од кружокот кој действува во рамките на четите на Пиринскиот цар Сандански. Во 1901 година, непосредно пред грабнувањето на мис Том, тој е префрлен во четата на Христо Чернопеев во Струмица, а потоа е уапсен и отслужува повеќе месечна затворска казна во Солун. По Илинеското вестание тој се враќа во Тиквешијата и го организира конгресот на ВМРО во Прилеп, потоа и Солунскиот и Рилскиот конгрес, што се одржуваат во 1905 година. Добри Даскалов, како главен организатор на револуционерното дело во Тиквешијата, бил убиен на 20 јуни 1912 година по наредба на прилепскиот војвода Милан Ѓурлуков, а по налог на Тодор Александров. Умира во 1912 година на вратите или на портите од неговата семејна куќа, држејќи ја во раце неговата 9-месечна ќерка Невена. Инаку интересно е, и мислам дека е вистински показател за запоставување на учеството на протестантската мисија во Македонската револуција, што гробот на Добри Даскалов нема никакво обележје дека тој бил еден од најзначајните револуционери кој што се борел и застапувал за будење на македонската национална свест. Неговиот гроб се наоѓа во дворот на православната црква Свети Димитрија и во 90-те години неговото семејство поднесе барање да бидат екскумирани неговите мошти, да бидат пренесени во неговата семејна гробница и да биде изградено спомено обележје во чест на Добри Даскалов. Меѓутоа, белешкиот митрополит, како што јавува весникот Вест од 2006 година, врз основа на тоа дека се работи за протестант, го забранил тоа. Уште еднаш да жалам, мислам дека се омаловажува на еден ваков начин улогата на протестантизмот во македонската револуционерна борба. После револуцијата, таа се обидела на некаков можен начин да помогне во санирањето на последиците од неуспешното восстание и дека се организирале бројни сиропиталишта, домови за деца без родители. Едно од најистакнатите сиропиталишта било во Битола, кое што примило меѓу 300 и 400 сираци, меѓу нив и 3 деца на Питу Були и на останатите македонски борци кои што загинале во борбите околу Крушево. Исто така од историски записи можеме да видиме како полека во следните децении, додека протестантската мисија тргнува доста силно и освојува доста простор во првите децении од својата работа, дека во годините после Илиненското востание ќе се случи едно тивко замирање на протестантската мисија, веројатно под директната и сурова репресија на грчката, бугарската и српската црква, кои што действувале на територија на Македонија, и кои што полека ќе го губи своето влијание и своето действување се до крајот на 20 век. Накратко можеме да кажеме дека една од најинтересните изјави, која што е дадена во овој период, е изјавата на Гоце Делчев, кој што дал една ваква впечатлива изјава. Да беше Македонија протестантска, одамна ќе беше слободна. Ова изјава на Гоце Делчев е пренесена во американскиот часопис Daily Press од 17 јуни 1906 година во една подолга анализа за случувањата на македонското поднебје. Има една интересна анализа од Александар Стефанов, објавена во 2011 година, на оваа изјава на Гоце Делчев. Што сакал Гоце Делчев да каже со оваа изјава? Да беше Македонија протестантска, одамна ќе беше слободна. Александар Стефанов, кој што не знам каква е неговата религиозна позадина, тој е историчар и аналитичар,
објаснува дека оваа изјава на Гоце Делчев може да се однесува на минимум 3 работи. Прво, дека македонците како протестанти можеле да очекуваат и да добијат поголема помош за нивно национално ослободување од големите земји и сили во тоа време. Соседните народи, како Грција и Бугарија, добиле значајна поддршка од Русија за да ги остварат своите стремежи за слобода. Но истите тие биле поддржани од Русија за да ја држат македонската национална свест под репресија. И македонците не можеле да се обратат до Русија за помош. Второ што може да значи оваа изјава, како што објаснува и самиот вестник Daily Press, кој што објавува оваа изјава на Гоце Делчев, дека Гоце Делчев бил импресиониран од карактерот и од дисциплината на протестантските револуционери. И може би оваа изјава била дадена во еден таков контекст, каде што Гоце Делчев бил впечатливо импресиониран од македонските протестантски револуционери, што рекол ако беа сите вакви дисциплинирани и одговорни, одамна ќе имавме слободна држава. Александар Стефанов во неговата анализа забележува и трета можна студија, го цитирам овој дел за да го пренесеме автентично, дека доколку македонците биле протестанти, нивното однародување и асимилација, зацкриени зад православието, поточно преку грчката патриаршија и бугарската екзархија, немало да се случи. Всушност, Александар Стефанов смета дека револуцијата не би си имала толку проблем да го разбуди македонскиот народ да се крене на востание. Една од главните проблеми на револуционерите биле да го освестат македонскиот човек дека му е потребна слобода, дека треба да се крене во борба за својата слобода. Како и да е, можеме барем од овие кратки работи кои што ги истакнав денес да заклучиме доста интересни работи. Прво, дека протестантизмот одиграл значајна улога во будење на македонската национална свест. Дека протестантската мисија била единствената која не вршела ретроградно верско влијание врз македонската револуционерна борба. Дека видни револуционери биле од протестантска вероисповед и видни настани биле поврзани со нејзиното действување. Дека протестантизмот има и важна улога во фокусирањето на светската јавност врз состојбата во Македонија. Дека играл улога во санирањето на последиците од задушувањето на востанијата кои што се случиле во таа борба на македонскиот народ за слобода. За жал, морам на крај да заклучам дека улогата на протестантизмот и протестантите во македонското револуционерно движење се уште и до ден денес е недоволно истражен и во голема мерка потценет и од македонските историчари и од македонската јавност. Благодарам на вниманието, ве накратко само сакам да презентирам некои од основните податоци за тоа што се случувало во време на македонската револуција. Ако имате и вие некои истражувања, би било мило да го разговараме за нив после овој настан или за време на некои од паузите, да видиме што се можеме да откопаме од историските архиви на оваа тема.